Тиранската платформа е сделка на Зоран Заев во замена за скапи недвижнини во Берн, Швајцарија, смета поранешниот прв човек на градскиот одбор на СДСМ во Скопје, Љупчо Палевски. Во интервју за Радио Слободна Македонија Палевски вели дека станува збор за класична корупција и дека од креирањето на Тиранската платформа најголем бенефит имале членовите на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, кои имаат сериозна одговорност и молчат додека сето ова се случува. Палевски, кој важи за близок соработник на поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, тврди дека станува збор за скап недвижен имот во Берн, каде престојуваше и Заев. Па јас сметам дека се работи за класична политичка корупција, кеш. Кеш? Да, и тврдам дека е во прашање само тоа, бидејќи не гледам бенефит некаков друг. Да албанците тоа го многу вешто го прават, бидејќи они не се должни ништо од нас да ни понудат за да поверуваме во нивната намера за права, за позиција нивна, индивидуална, колективна позиција во оваа држава. Не нудат ништо на македонецот, за македонецот стварно да поверува. Дека се работи за сериозен износ на финансиски средства, ама тоа е све во сферата на шпекулацијата. Не би сакал сега да долевам зејтин на оваа запалена атмосфера. Меѓутоа знам дека се работи за недвижен имот во Берн, тамо, во Швајцарија, и тоа токму во периодот дека он престојуваше таму. Според Палевски, тоа што во моментот се случува е една сериозна работа, а СДСМ смета дека со дебата на телевизија тоа ќе биде оправдано. Јавна тајна е, вели Палевски, дека телевизија 24 е на братот на Зоран Заев, Вице Заев, само што формалната смена се уште не е извршена во Централниот регистар. И со само тоа што ја ова го говорам кај вас во радио, покажува дека имате поголеми демократски капацитети. Ја ова не можам да го кажам за Заев во ТВ24, која е на Вице, не е на Роби. Меѓутоа во Централен регистар се уште се води на. Значи набратно на Заев е телевизија 24. Да. Тоа Вице, сите тоа е јавна тајна дека е на Вице телевизијата, не е смената формалната смена во регистар не. Социјалдемократскиот сојуз демантира, а Палевски смета дека раководството на партијата треба да одговара.